Токму така, Сашо, ова е место каде што е многу жешко, бидејќи се работи за ревизија на тоа како се трошат парите на граѓаните од страна на буџетските институции. Тоа ќе ни го каже и гостинот, односно ние сме на гости кај главниот државен ревизор господинот Максим Ацевски. Од вашиот работодавач парламентот, кому вие му испорачувате и логистика за да му ја зајакнете надзорската улога над буџетарите за тоа како се трошат парите од граѓаните, вам вчера ви дадоа одличен 5 оценка за годишниот ревизорски извештај, ама добро беше да се види дека и опозицијата со еден респект кон вашата работа дури и побара дополнително зголемување на вашиот буџет, па и во делот на јакнење на човечките ресурси. Од 48 буџетари, колку што вие ги обработивте во годишниот извештај, тоа се буџетари од централна локална власт, акционерски друштва, потоа јавни предпријатија, од вкупно 1300 колку што можете, имате капацитет да обработувате. Бидејќи немаме време за подетално да ги анализираме сите тие буџетари, која е генералната ревизорска диагноза од последниот ваш извештај? Дали е тоа тенденција на фискална дисциплина или пак е склоност кон дубари и склоност кон коруптивни дејанија? Што покажа сликата? Благодарам на вашата покана да учествувам во утренски брифинг. Поздрав до гледачите на утренски брифинг и навистина ми представува чест и задоволство да ги споделам нашите видувања во делот на она што значи годишен извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2020 година. Морам да кажам дека навистина ми представува чест и задоволство што нашиот извештај најде на разбирање и на пратениците од позицијата и опозицијата, бидејќи во суштина ние даваме извештај за начинот на користење на средствата на данъчните обврзници на нашата држава. Во делот на создавањето на контролното обкружување, односно на начинот на менеджирање со јавните средства, мораме да имаме сознание за начинот и условите во кои што тие се користат, односно на подготвеноста на самите институции кои што ги користат средствата. Се извинувам, сето тоа е убаво заради динамиката, ме интересира генералната оценка како е. Повеќе се склони кон фискално управување, добро поведение или кон на другото, да ги фризираат извештаите? Па јас мислам дека не станува збор за фризирање на извештаите, станува збор за одредени исклучоци каде што можеби се работи за невнимание или несоодветно постапување, меѓутоа во никој случај не можеме да кажеме дека се работи за фризирање на ревизорските извештаи. Има подобрување на работењето на субјектите предметни ревизија во претходниот период, а тоа може да се Не мислев на вашите фризирања. На буџетските корисници. Тоа може да се забележи од степенот на преземени мерки по дадените препораки. Може да забележите во самиот годишен извештај дека имаме зголемување на постапувањето по дадените препораки од страна на субјектите предмет на ревизија, а тоа е еден показател дека буџетските корисници го менуваат својот стил и начин на користење на средствата на данъчните. По укажувањето на или подадените препораки од страна на овластениот државен ревизор, субјектите предмет на ревизија некаде околу 75% имаме преземање по дадените препораки, што укажува дека имаме подобрување на начинот на работење на субјектите предмет на ревизија. Да прегледам информации, во последните 10-11 години околу 100 преставки имате вие адресирано до јавното обвинителство за извештаите на тие буџетари. Колку во последниот извештај се опфатили? Континуирано ние доставуваме информација не само до јавното обвинителство, до Министерството за внатрешни работи, до финансиска полиција, Државната комисија за спречување корупција и така натаму, пошто за сето тоа бараме соодветни информации и податоци за начинот на постапување. Целокупните извештаи кои што сметавме дека имаме сомнеш за одредено несоодветно постапување ги доставивме до Данъчното министерство со
согласно годишната програма за работа за 2021 година. Колку такви представки Имаме доставено 4 ревизорски извештаи кои што очекуваме дека надлежното обвинителство треба да преземе соодветни мерки. Би сакал да ви известам дека во последните месец дена имаме интензивна соработка со јавното обвинителство, каде што направивме првични состаноци во кои што разговаравме за начинот на подобрување на известување на Државниот завод за ревизија кон јавното обвинителство, но и начинот на известување на јавното обвинителство. Колку ви прифаќаат, колку се одбиваат од нив и како завршуваат? За жал немаме конкретни податоци за тоа. Од наша страна се доставени 2 барања до јавното обвинителство за добивање на повратни информации. Имаме индивидуални информации за одредени ревизорски извештаи кои што се доставени. Меѓутоа, генерално, за сите доставени ревизорски извештаи не имаме информации, затоа не можеме да направиме анализа на процентот на презем. Зошто ве прашувам? Затоа што ако се нема фидбек на процесуирање на предметите, тогаш и кај јавност оној впечаток што е така кучињата лаат, карванот си врви и придонесува за нивната фискална апатија воопшто. Јас се согласувам со вашата констатација, меѓутоа мора да сватаме и условите во кои што ги извршува самото јавно обвинителство. Ние пред 2 години направивме ревизија на институционалните, финансиските и човечките капацитети на самото јавно обвинителство, во кое што констатиравме голем број на констатации кај што треба државата да инвестира во јавното обвинителство, создавање на потребните услови за преземање на соодветни активности. Но во исто време се покажа тие беа вака лојални, фискално лојални кон тоа што буџетот го бара од нив? Фискално лојални, меѓутоа за жал морам да кажам дека вложувањето во јавното обвинителство од страна на државата има потреба дополнителни вложувања, како во човечки ресурси, така и во финансиски и материјални ресурси со цел за создавање на потребните услови за постапување. Меѓутоа сакам да известам јавноста дека во разговори со првите луѓе на јавното обвинителство кога разговараме за потребата од нашето постапување, потребата од постапување на јавното обвинителство, јавното обвинител го постави прашањето што и како од постапувањето на другите надлежни органи, односно што и каде и зошто затајува, да речеме, постапувањето од инспекцијските органи во одредени конкретни случаи. Да речеме, имаме поголем број на ревизорски извештаи во кои што констатираме дека имаме и несоодветно постапување на инспекцијски служби и во тој случај не само после се коригираат. Видете, секако дека се коригираат, меѓутоа секогаш треба да поставиме прашањето зошто во даден момент имаме одредено несоодветно постапување од страна на одредени инспекцијски служби во делот кои што биле во делот на одредени области кои што биле предмет на ревизија. Елем некако е надвор од радарот на ревизорите. Зошто тоа така се случува? Па не би рекол дека е надвор од случувањето. Па не е ставен во извештајот. 10 години наназад го нема во извештајот. Вака јавноста ќе има можности да го добие конечниот ревизорски извештај некаде во март 2022. Еве да ви известам и вам и јавноста дека ревизорскиот извештај за финансиските извештаи за 2020 година беа предмет на ревизија и тој е ставен во рамките на институцијата, односно стручното тело за разгледување нацрт ревизорскиот извештај во рамките на Државниот завод за ревизија на следната недела ќе биде предмет на разгледување и очекувам дека до крајот на годината да биде доставен до менеджментот на Јавните набавки се најподатливи за прекршачни коруптивни заврзлами. Во овој извештај кои јавни набавки беа пака предмет на ваш интерес на ревизија? Имајќи во предвид согледувањето и препораките на Светска банка во делот на она што значи потребата на врховните ревизорски институции да се вклучат во јавните набавки во делот на набавки за справување со пандемијата, Државниот завод за ревизија направи измени и дополнување на својата годишна програма за преходната година и во суштина ги утврдивме јавните набавки каде што се однесуваат за набавките во делот со справување со пандемијата, како и финансиската помош која е добиена за начинот на справување со пандемијата. И кои системски слабости тука или функционални ги видовте? Па имавме повеќе укажувања, меѓутоа она што сакам да укажам дека Државниот завод за ревизија секогаш настои да управува со ризиците, секогаш она што сака да даде пораката према субјектите предмет на ревизија и воопшто кај сите субјекти дека треба конечно да се научиме да управуваме со ризиците. Значи треба да имаме одговорност дека тоа се пари наши на граѓаните. Апсолутно, секако дека е тоа, меѓутоа клучно прашање во целокупниот овој процес на постапување е да ја научиме лекција
тезата дека со ризиците треба да управуваме, да ги преземеме сите контролни активности и во тој случај сите ризици ќе ги намалиме или ќе доведеме на одно прифатливо ниво. Што сакам да кажам во делот на јавните набавки за пандемијата и така натаму, само сакам да информирам јавноста дека Државниот завод за ревизија пред 5 години направи ревизија на успешност во делот на подготвеност на државата за справување со пандемија и тогаш констатиравме дека државата нема доволно човечки ресурси, од она што значи инфектолози и епидемиолози, нема доволно осместувачки капацитети, нема доволно резерви за одредени материјали и нема доволно просторни услови за карантин. Тоа ни се случи после 5 години како состојба која што ни се појави во пандемијата. Тоа е она што јас како главен државен ревизор сакам да го упатам до сите субјекти предмет ревизија. Ајде конечно да се научиме да управуваме со ризиците, да ги преземеме сите контролни активности и да ги сведеме ризиците на прифатливо ниво во интерес на граѓаните, во интерес на начинот на користење на јавните средства. Пред да се одјавиме од вашата канцеларија за утрински брифинг, само сакам да напоменам дека годинешниот буџет што ви е додаден за 22 година е побајаги голем, туку 137 милиони 550 денари тежи и е најголем до сега од 2018 година. Имате екипираност од 113 вработени, но вие барате подршка од претендниците да ви го поддржат новиот закон за државна ревизија, со кој што велите дека капацитетно ќе се ојачате, ама и независно финансиски. Многу кратко за ова и ви поздравувам. Морам да искажам благодарност на Министерството за финансии и до самиот министар за неговото разбирање за потребата од финансиска оперативна независност на Државниот завод за ревизија. Буџетот на Државниот завод за ревизија за 2022 година е зголем 40% во однос на преходните години. Бараме точно така поддршка од претениците за донесување на новиот закон за државна ревизија, во која што финансиски оперативно ќе бидеме независни, но во исто време бараме поддршка и Државниот завод за ревизија да биде дел од уставот, односно да се стави како уставна категорија. Ви благодарам на овој разговор. Ние ќе се гледаме како ќе ги имате понатаму резултатите од другите дополнителни ревизиски извештаи. Ние се одјавуваме од нашиот гостин. Се гледаме потоа Саша во редакција.